и тоа до премиерот Никола Груевски. Господине Груевски, Македонија е во шок. Македонските граѓани се шокирани од грозоморното петкратно убиство во селото Смилковци на само 15 километри од центарот во Скопје. Македонските граѓани се во длабока жалост што 5 млади, сосема чисти и невини, живот изгаснаа со брутално убиство, а фамилиите на жртвите се за секогаш зацрнети во тага. Македонските граѓани и сите ние сочувствуваме со огромната загуба. Македонските, како резултат на ова свирепо убиство, срцата на целата јавност се исполнети со тага, револт, страф и несигурност. Петкратното убиство тектонски ја измести безбедноста во државата и луѓето се повеќе се затвараат во своите домови. СДСМ од самиот почеток кон целата ситуација се однесуваше и ќе се однесува сериозно и одговорно, државнички. Цела седмица даваме целосна поддршка на државните институции, веднаш да спроведат истрага и брзо да дадат резултати и одговори кој и зошто тоа го направи. И цело време поддржуваме брза, ефикасна и конкретна истрага. Најмногу од се, сакаме во името на сите граѓани свирепите злосторници да бидат фатени и најстрого да одговараат. Дополнително, постојано апелираме да се смират страстите и емоциите, апелираме да не се подлегнува на разните шпекулации и дезинформации, а се во интерес на брзо завршување на истрагата. Човек не треба да биде голем експерт да знае дека најчесто најдобрите информации и докази се обезбедуваат на почетокот, во првите неколку дена. За овој случај сметаме дека не треба да има дневно партиски препукувања, не за да ве поштедиме вас, туку во интерес на жртвите, граѓаните и правдата да има резултат. Овој наш целосен конструктивен пристап ќе продолжи и понатаму. Можете да замислите колку полошо и колку поинаку ќе беше ВМРО ДПМН да беше на наше место во опозиција. Впрочем, за жал морам да констатирам дека не сите се на висината на својата задача. Јавноста наместо одговори, често пати може да види дека вашата партија која вие водите се служи со ефтини, подли и ситно партиски мотиви и преку еден политички театар се обидува да ја манипулира и да ја подхранува јавноста со лажни информации. Господине Груевски, вие сте начело на владата, под ваша контрола се сите безбедносни структури во државата кои имаат уставна и законска обврска да ги штитат граѓаните. Затоа и вие и тие сте платени од сите граѓани. На тоа столче сте цели 6 години. И во што се претвори МВР под ваше и водството на вашите луѓе. Во интерес на времето нема да говорам за сите работи во изминативе 6 години. Ке споменам неколку крупни дефекти во овој систем во само последните 10 месеци. Наместо да го одржуваат редот и безбедноста во државата и да објават војна на криминалот, вашите луѓе во МВР се пресметуваат меѓусебно за превласт, за моќ, за територија и за бизнес интереси. И бизнисмените, и граѓаните, и младите во кафулињата се сведоци на жестоката пресметка на припадниците на вашите две агенции за обезбедување во борбата за префрлување на бизнисот од една во друга ново формирана партиска агенција која е во раците на вашиот братучет. Во таа немилосрдна внатрешно партиска битка се вклучени за жал и голем број на припадници на МВР, поделени во 2 блока. Понатаму, токму министерката за внатрешни работи Гордана Енкуловска изјави дека луѓе од полицијата во Источна Македонија работеле криминално и учествувале во криминални дејанија. Замислете, најповиканата во оваа држава да се бори против криминалот, самата признава дека полициски раководители и службеници, кои токму таа ги поставила и се под целосна нејзина контрола, наместо да го сузбиваат, го организирале криминалот. Катастрофа. Наместо веднаш да поднесе оставка и да понесе политичка одговорност, Гордана Енкуловска се обидува уште и да печели дневно политички поени. Акцијата Детонатор најмалку е некаков успех на МВР или на вашата влада. Тоа е конкретна материализација на 6-годишниот криминал и корупција на вашите луѓе, високи функционери и во партијата и во МВР. И Детонатор стана бумеранг за ВМРО ДПМН. Јавноста виде дека високи партиски и полициски функционери, наместо да работат законски и да ги штитат граѓаните, истите ги рекетирале, заплашувале, уценувале и работеле незаконски и нелегално. Замислете,
Полицијата наречи се 1/2 од територијата на државата. Не ги штитела граѓаните и не ги гонела криминалците, туку самата го организирала криминалот. И тоа го правила цели 6 години. Тоа го правеле вашите или луѓето на министерката. Криминалот го спроведувале луѓето кои вие и таа сте ги избрале, поставиле и сте им дале моќ со значката и со оружјето. Тоа го правеле и вашите партиски војници, сопрузи, браќа, роднини и пријатели на ваши пратеници, градоначалници, високи функционери на ВМРО-ДПМН. И после Јанкуловски ќе го прашува извесен Мите како е возможно во овие 6 години да влезат повеќе од 1000 покер апарати од странство, не баре 1000 чачкалици за заби. А знаете дека се многу повеќе. Не Јанкуловска, не Мите, туку граѓаните се прашуваат како вашиот министар за полиција наводно не знаела што прават вашите полициски функционери цели 6 години. Се прашуваат граѓаните како вашиот министар за финансии заедно со вашиот директор на царината дозволиле да влезат овие олјадници покер апарати во десетици камиони на границата, како вашиот директор Нујапа не го собрал данокот, но за нив во друго време и на ова место. Господине Груевски, или не знаете, или не дозволувате сето ова да го прави, или дозволувате, се извинувам, сето ова да го прави полицијата и безбедносните служби, која ја водат вашите најблиски кадри. Како е возможно никој од управата за безбедност и контраразузнавање, која води вашиот најблизок човек, да нема информации за овие страшни криминални активности, за ова страшно петкратно убиство? Како е возможно Агенцијата за разузнавање, која исто така под ваша контрола, заради поданичкиот однос на председателот Иванов, да нема никакви информации? Пред само 2 недели, без објаснување и далеко од очите на јавноста, таму се случи промена на директорот. Како е возможно партиските луѓе во јавната безбедност да дозволуваат вакви безбедносни киксови? Ќе ви дадам еден одговор. Затоа што Гордана Јанкуловска начело на МВР и сите останати безбедносни служби во изминативе 6 години потрошија стотици милиони евра народни пари за пресметка не со криминалците, туку со политичките неистомисленици и наместо да го штитат уставниот поредок и безбедноста на граѓаните, го толерира и спроведува криминалот. Затоа што едноставно МВР се претвори во орган за партиски криминал и бизнис. Господине Груевски, веќе подолг временски период имаме распад и колапс на безбедносниот систем во државата. Многу работи треба веднаш да се променат. Граѓаните не се чувствуваат безбедно во својата држава. Сите ние сакаме пред се мир, безбедност и спокојство, а политиката да биде надпревар на идеи, наместо основа за партиски криминал и незаконско работење. Ви го пренесуваме барањето на граѓаните. Бараме прв и конкретен чекор за враќање на државата во нормала, како што сите ја знаат и ја посакуваат Македонија, како мирна и миролюбива држава. Ситуацијата е многу загрижувачка, сериозна, критична и потребна е итна стабилизација. За да сето тоа се случи, а немилите настани и трагедии да не се повторуваат, веруваме дека треба да се започне со смена на најодговорниот во државата за полицијата. Моето прашање до вас е прецизно и кратко и ве молам барам прецизен одговор. Објаснувајте колку сакате, но одговорете со да или не. Дали после се што се случи ќе ја смените министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска? Ви благодарам. Благодарам. Пратеникот Игор Ивановски има едно пратеничко прашање упатено до председател на